Кој е тој што ви брани да доаѓате кај Исус, да доаѓате во задницата? Мајката и забранува на ќерката. Сопругот не ја пушта сопругата. Замислете. Жената го одвлекува сопругот. Сестрата го цинкари братот кај мајката, мајката го одвлекува братот. Видете, некој заради таткото не прави нешто. Тоа се тие стихови кои Исус ги кажал: кој љуби син или ќерка, мајка, повеќе од мене, не е достоен за мене. Која е мојата мајка, кои се моите браќа? Најблиските до нас сакаат да ве оттргнат од Исус. Жена не сака да доаѓа на ослободување, да се спаси, да се исцели. Не доаѓа на молитви, хули на заедницата, луѓе во црно што одат во мртви град би ве плашат дека сме ние сатаната. А тие слават некој друг, слават луѓе, слават женски божества од античка Македонија. Знаете, сатаната сака да ве оттргне од Исус. Секој од нас застанува на границата и треба да исчекори неколку чекори. Исусе, дојди во моето срце. Издржи во Исус. Остани во Исус. Нека останат словата во Исус. Подобро да ги оставиш тие што те влечат да излезеш од Исус, од кога ќе примиш сила и кажеш не за сатаната и смртта, да ја примиш силата на вечната љубов Исусова, можеш да помогнеш на некој близок, кој го мами сатаната со мисли, чувства, ставови, традиции, врзаности. Затоа Исус го распна. Овој сака да не ги земе обредите. Македонската античка и неолитска култура е внесена во православието, оттаму католицизмот го прекопирал, како се вика, го копирал, го пресликал. И вие имате една религија која е мешана од се и се што. Например, во исти ден паѓа рамнодневница, паѓа, они викаат раздавање за душница, антички македонски адет, рамнодневница е од кокинскиот период. И во истиот ден паѓа кога Светиот Дух 50-ница слегол врз апостолите. Тоа нема врска со Исус и сето ова што сака да ве оттргне се сатанските сили, духот на овој свет. Секој треба да донесе решение и да каже: бегај од мене, сатано, во името на Господ Исус Христос и не враќај се повеќе. Ако го оставиш Исус и отидеш таму каде што те влечат, тој сака да те одвлече, не да ти даде кафе, не да те постави да бидеш министер, директор, да уживаш, да те уништи. Затоа сака да те свлечка, бидејќи ти си на границата, буден си, не си како оние што немаат разбуден дух, и веднаш што ќе ја напуштиш заедницата, ти ќе доживееш погибел. Ете, затоа ве одвлекуваат. Можеш да примиш сила, да го отвориш срцето, да им кажеш не на тие што сакаат да те одвлечкаат и да кажеш да за Исус во мојот живот. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секое срце Исус. Амин, од земјата до небесата, љубовта Исусова да не преплави. Амин.